Добредојдовте во денешната училница. Ќе го обработиме часот по македонски јазик за второ одделение. Јас сум наставник Милена Босилковска и доаѓам од основното училиште Крста Петков Мисирков од село Бистрица, општина Битола. Наставната содржина која што ќе обработиме е следната: интерпретација на драмскиот текст Играта на Славка и Славчо, кој што се наоѓа во учебникот по македонски јазик од Билјана Картолица, Милка Тримчевска и Сонја Трајкова на страна 115. Цели кој ученикот и ученичката ги усвојува: да се оспособува да воочува и препознава наслов, да разликува текст, илустрација, наслов, да ги пронаоѓа страниците во читанката, да се оспособува да разликува видови текстови, да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот, како и да се оспособи да ги воочува настаните и ликовите во истиот. Пред да започнеме содржината, би му се обратила на сите ученици од второ одделение. Ве молам, за овој наставен час ви се потребни следните работи: учебникот по македонски јазик, кој што ќе го земите и ќе го отворите на страна 115, вашата училишна тетрадка и молив и гума. Додека го правите ова, презентацијата ве молам ставете на пауза. Доколку не можете да го направите тоа сами, побарајте помош од вашата сестра, мајка или татко. Потоа ќе продолжиме со нашата работа. Откако го направивте тоа, го отворивте учебникот на страна 115, земете и напишете наслов во вашата тетрадка: интерпретација на драмскиот текст Играта на Славка и Славчо. При тоа внимавајте, имињата на децата Славка и Славчо се пишуваат со голема буква. Откако го направивте тоа, малку ќе поразговараме. Бидејќи денешната видеосодржина која заедно ќе обработиме се однесува на една игра која ја играат едно братче и сестриче, јас би ве запрашала: дали сите вие дома имате играчки? Имате, нели? Ајде сега во вашата тетрадка, како што го напишав зборот играчки јас, напишете го и вие и заокружете го, а потоа заедно ќе наброиме кои играчки ги имаме во домовите. Значи, повеќето од нас имаат топка во својот дом. Исто така имаат и кукла. Дали сите имаат кукла? Мислам дека ќе се сложиме дека немаат сите кукла. Најчесто куклите ги имаат девојчината во своите домови и се играат со нив. Друга играчка која може да се сретне во вашиот дом е мечето. Освен мечето, како последна играчка за која што ќе зборуваме е автомобилот. Ве молам, паузирајте вашата презентација и напишете го истото во вашите тетрадки, а потоа ќе продолжиме со читање, односно интерпретација на драмскиот текст. Играта на Славка и Славчо. Пред да започнам со читање на текстот, ќе ве потсетам нешто. Овој текст се вика драмски текст. Дали знаете што значи тоа? Погледнете, во самиот текст имињата се напишани со задебелени или болдирани букви. Мајката, Славка и Славчо. После секој име постојат две точки. Што значи тоа? Значи дека тука ни е наведен говорот на мајката. Тука ни е наведен говорот на Славка, а тука ни е наведен говорот на Славчо. Значи, во драмскиот текст ликовите зборуваат, како да се пред нас и ние ги гледаме. Подоцна, истиот овој драмски текст можеме ние да го изглумиме или да го драматизираме. Дали за нашата театарска представа, дали чисто за забава пред родителите и другарчината. Погледнете, од левата страна, значи постои една слика. Таа ќе ви послужи како дополнување на она што се чита, за подобро се разбира да ја разберете содржините. Можеме да започнеме. Играта на Славка и Славчо. Мајката: што правите? Зарем за тоа тато ви ги купи играчките? Не треба да се карате, туку да си играте со нив. Славка се жали: автомобилчето на Славко е поубаво. Славчо: низината кукла знае да вика мама, а моето автомобилче не знае да прави ту-ту.
Мајката. Добро, деца, што мислите така, ќе ги замениме играчките. Куклата ќе биде на Славчо, а автомобилчето, сигурно знаете, автомобилчето ќе биде на Славка. Тогаш мајката им ги разменува играчките. По известно време се јавува пак мајката. Што ви стана сега? Славчо. Зошто ми е кукла кога нема во што да ја возам? Славка. А мене зошто ми е автомобилче кога нема кого да возам? Си ја сакам мојата кукла. Мајката. Ох, кутрите дечиња, па вие имате и кукла и автомобилче, но куклата не се вози со автомобилчето. А зошто не си играте заедно? Ајде, Славке, качи ја куклата на автомобилчето и вози ја. А јас? Праша Славче. Мајката. Ти ќе бидеш сообраќаец, ќе покажуваш каде да оди автомобилчето за да не сгази некого. Славчо и Славка. Леле, како не ни текна порано? Значи, овој текст го напишал Ристо Давчевски, можеме да видиме во десниот долен агол после текстот. Тој ни е, значи, авторот на текстот. Дали ви се допадна текстот? Мислам дека да. Да не ја разбравме содржината на текстот, бидејќи сега, после читањето на текстот, треба ние да го анализираме нашиот текст. Доколку го разбравте, значи може да одиме одма понатака, да ја продолжиме нашата презентација. Меѓутоа, доколку некој не го разбра текстот, ќе го замолам да го отвори учебникот, се надевам дека ви е отворен на 115 страна, и да го прочита повторно, пред да ја продолжи презентацијата и да го одредиме времето, местото, настанот, ликовите во истиот и на крајот да изведеме една порака. Значи, што мислите? Ајде заеднички сега да напишеме. Во кое време се случува овој настан? Така, времето во кое што се случува овој настан е во текот на денот. А на кое место се случува настанот? Каде играат децата со своите играчки? Местото е во домот. Кој е сега главниот настан да видиме? Што прават децата? Зашто се караат? Што е тоа? Тоа е нивната заедничка игра. Значи, главниот настан во овој текст ќе ни биде играта на Славка и Славчо. Кои се ликовите сигурно знаете? Мајката, Славка и Славчо. Бидејќи ве објаснав уште на самиот почеток, тие ни се напишани со задебелени букви, односно болдирани букви, и после нивното име стојат две точки. Значи, после тоа ни е опишан нивниот говор. Застанете својата презентација, значи кликнете на пауза и препишете го во вашите тетрадки. Откако го препишавте, значи можеме да ја изведеме пораката. Дали некој може да размисли и да ни каже што ни порачува овој текст? Како треба ние да се однесуваме со нашите играчки? Како треба да се однесуваме со нашите брат, сестричка, другарчина кога играме? Дали треба постојано да се караме или треба заеднички да си играме? Сигурно одговоривте и заклучивте дека пораката во овој текст е да не се караме за нашите играчки со другите, туку да си играме заеднички. Ве молам напишете и оваа порука во вашите тетрадки. Многу често на часовите по македонски јазик јас и моите ученици од второ одделение правиме една техника која што се вика квадрант. Таа е многу лесна и учениците уживаат во истата. Значи, за оваа техника ни е потребен лист А4 формат. Може да биде бел, може да биде во некоја боја. Се надевам дека го имате дома. Ако го имате, земете го листот, поделете го на 4 дела, како што ви е покажано на сликата, и во секој дел
Односно во секој правоаголник напишете она што го имам јас напишано. Значи, во првиот правоаголник треба да напишеме, односно да нацртаме слика или илустрација на содржината на текстот. Во вториот правоаголник треба да ги напишеме чувствата кои што ги среќававме во самиот текст. Во третиот, значи, треба да ги напишеме звуците и четвртиот врска со мојот живот. Можете да ја паузирате презентацијата, да го препишите ова, а откако ќе ви објаснам, ќе го сработите самите во вашите ливчина. Се надевам дека го нацртавте. Во првото правоаголниче имавме во самиот текст 4 слики кои што ви ги имав јас поставени. Може да нацртате една од тие слики, меѓутоа може да нацртате нешто што ви остави впечаток во текот на читањето од самиот текст. Во второто правоаголниче, дали во текстот имаше некакви чувства? Што мислите? Зошто се скараа децата? Какви беа чувствата кај нив? Како се чувствуваа во тој момент? Некој беше налутен, некој беше луд. Пишете ги кои чувства ги среќававте, да бевте вие на местото на децата. Во третиот, значи, звуците треба да ги напишите. Ајде да видиме. Каков звук испушташе куклата? Мама. Каков звук испушташе автомобилчето? Ту-ту. И во последниот, значи, квадрат, правоаголник, односно, треба да ја напишите пораката од самиот текст. Каква врска тоа има со твојот живот или со мојот живот? Дали во иднина вие ќе се карате или нема да се карате за играчките? Мислам дека ви објасни доволно. Ова ќе ви биде како домашна задача, а исто така потребно е да го прочитате уште еднаш текстот и доколку имате можност заедно со вашите мајка, братче, сестриче во вашиот дом да го драматизирате. Благодарам на вниманието.